Тука заедно со нас е македонскиот параглайдерист Боријан Јовановски, кој што потекнува од Прилеп и кој што во овој момент се наоѓа на второто место на светската ранг листа во дисциплината прецизно слетување во параглайдерство. Боријан, пред се големи честитки за овој твој огромен успех. Ви благодарам. Точно така, во моментот се искачив на второто место на светската ранглиста во дисциплината прецизно слетување, благодарение на претходните резултати од натпреварите на кои што учествува во оваа пролет. Не беше лесно, огромна конкуренција, но сепак одиме постепено кон врвот на светската ранглиста. Што се беше потребно во изминат период, како што самиот спомена, да се постигне тоа второ место? Колку труд вложи, колку надпревари освои, колку купови, колку пати на пиедесталот се искачи? И на кои места? Значи, се она што треба да се вложи најмногу во овој спорт, како и во сите останати спортови, е огромниот труд во тренинг и љубовта кон нештото. Доколку го сакаме нештото, резултатите си идат сами по себе. Ова пролет настапував на околу 10 надпревари, од кои на 8 бев на подиум. Тие надпревари беа од големо значење за мене, бидејќи сите тие надпревари беа во нашата околина, тука околу Македонија, заради тоа што ние немаме доволно финансиски средства како воздухопловна федерација и не можеме да настапуваме на надпреварите кои се наоѓаат надвор од Европа. За среќа овој пат сите овие надпревари се вклопија така да бидат тука блиску и со нашите можности успеавме да поидеме таму и резултатите си ги достигаме, но тоа сето иде само по себе, се со цел да постигнеме подобри резултати врз основа на нашите тренинзи. Во кои држави се одржуваат тие надпревари? Овие надпревари се одржуваат на Балканот. Значи, овие надпревари беа од европски карактер, европски купови, кои за среќа, како што реков претходно, се одржаа во наша околина, па имавме можност да настапуваме на овие надпревари, бидејќи на светските купови сега кои треба да се одржат се во Кореја, во Индонезија, во азиските делови, тие за нас се недостижни. Ако и ние имаме добри резултати и добро котираме на светската ранглиста, но сепак финансиските средства се многу големи за да отидеме на тие надпревари. Интересно е да се каже дека ти си вториот македонец кој што успел да постигне да се искачи толку високо на светската ранглиста, а првиот е токму твојот брат, кој што го имаше освоено првото место и тоа полог период. Точно така, мојот брат бил претходно прв на светската ранглиста во параглайдерство. Значи, благодарение на мојот брат и мојот татко Миле Јовановски, кој е мој инструктор, ги следам нивните стапки во параглайдерството и тие се едни од најзаслужните за тоа што сега сум јас во овој спорт. Заедно со твојот брат Мартин и со твојот татко Миле, колку време се занимавате со овој спорт? Како почна целата приказна околу параглайдерството? Целата приказна започна уште од мои мали години, од мои 6 години кога го направив првиот тандем лет со мојот родител и инструктор. И тогаш, значи, се влюбив во параглайдерството и чувството беше неопишливо. Зошто токму параглайдерството, што те привлече? Неописливо чувство, но сепак дали може некако да се долови до гледачите? Во сите оние приказни кои ми ги раскажувала мојата баба како мало дете, човечкиот сон беше летањето. А јас сум се родил во една таква средина каде што летањето ќе ми биде достижно и пристапно, па не може да се избегне од таа можност за да се лета. Го карактеризираат како еден адреналински, но и екстремен опасен спорт. Дали е опасен спорт и колку? Значи, овој спорт спаѓа во групата на екстремни спортови, но доколку се почитуваат правилата на игра, нема ризици. Значи, ризиците се сведуваат на минимум. Што се е потребно за човек кој што сака да се занимава со параглайдерство, почетник да направи? Значи, според законските регулативи, за еден човек да почне да се занимава со параглайдерство, треба да исполнува неколку критериуми и тоа да има наполнето 16 години и при тоа да има дозвола од родител се до 80-та година за да може да започне со обука за параглайдинг, да е во добра психофизичка состојба и да има желба за летање. Колку кај нас младите, но и постарите ве се интересирани за овој спорт? Колку има параглайдеристи? Заинтересираноста е се поголема и поголема во денешно време, бидејќи спортот зазема се поголем размер во нашата држава, се поголема популарност. Околу бројот на параглайдеристи во Македонија тој се движи околу 100-200 параглайдеристи, но сепак тој број се зголемува постепено. Дали е скап спорт? Што се е потребно како опрема да се има?
Значи, од опрема што треба да се има се оние основните елементи како параглайдер, седиште, резервна подобрани кацика. Доколку би го споредиле со другите спортови, воопшто не е скап. Доколку би го споредиле со скијањето, со моторциклизмот или некои други спортови, може да се рамни со нив, дури е поевтин спорт од нив. Рековте дека е доста популарен кај нас. Дали и другите тимови постигнуваат вакви големи успеси во Македонија параглайдерски? Значи во Република Македонија има неколку тимови, но мислам дека постојано се зборува за параглайдинг клуб Делта по медиумите и мојот клуб во кој што јас членувам е еден од поуспешните во државава, но тоа не значи дека и нема друг успешен клуб. Има и други пилоти кои се надпреваруваат и во различни дисциплини и тоа е добро со кое што може да се пофали самиот спорт во Република Македонија дека спортот оди постепено нанапред и се популаризира. И секако заинтересираноста на младите расте кон овој спорт. Кога ги гледаме ваквите големи успеси како тебе, на твојот брат и останатите кои што се занимаваат во Македонија со параглайдерство, дали е потребна поголема поддршка на државата, но и на бизнис секторот за параглайдерството во Македонија, за да можеме да учествуваме на надпревари како што и сам кажа во, не знам, Кореја, Австралија, за уште повеќе да имаме поголеми успеси? За жал во нашата држава има еден период каде што младите немаат спортски идоли. Сите оние добри спортисти како Горан Пандев, Кире Лазаров заминаа во странство и таму успеа и таму ги направија своите кариери. Се бориме со таа состојба во нашата држава, имаме некаква минимална помош од државата, но сепак за да одиме понатаму и да функционираме, ни треба уште поголема помош. Бизнис секторот нема уши за нас се уште. Се бориме и со тоа, барајќи спонзорства и различни начини да им помогнеме и ние на бизнис секторот со тоа што ние можеме да ги рекламираме на добар начин на нашето крило на параглайдерот кој е голем 30 метри квадратни, да го напишеме нивното име и едноставно тоа е подвижна реклама со многу малку инвестирање за бизнис секторот и за фирмите, а сепак со добар фидбек за нив. Повеќе ми се интересни оние тимски спортови отколку индивидуалните? На бизнис секторот повеќе ми се интересни оние тимски спортови како ракомет, фудбал, кошарка отколку овие индивидуални спортови. Точно така, значи во Македонија може да се каже дека е популарен само ракометот, фудбалот и кошарката и најчесто бизнис секторот таму издвојува најголема финансиска помош. Кои се твоите идни планови за 2019 година, но и за понатаму, дали има шанси да се освои на прво место? Шанси да постојат секако, но во зависност од тоа дали ќе учествувам на тие надпревари кои ќе се одржат во Кореја, во Индонезија, бидејќи се многу далеку. Се зависи од тие надпревари, бидејќи доколку не се надпреварувам на тие надпревари, нормално не добивам ни поени. Идните планови се да учествувам на сите оние надпревари кои се тука во околината. Светското првенство кое ќе се одржи во септември во Србија, светскиот куп во Васеркупе, националното првенство во Крушево кое ќе се одржи и сите останати оние надпревари од повисок ранг како што реков кои се во нашата околина. Освен во дисциплината прецизно слетување, леташ и во дисциплината така наречена прелети. Што е разликата за тие што не се запознати? Значи во параглайдерството има неколку дисциплини и тоа прецизно слетување каде што треба да слетаме во определена мета, се слетува околу 6 пати и од сите тие 6 пати се собираат резултатите. Во дисциплината прелети таму се задаваат секој ден различни задачи да се прелетаат определен број на километри. Во просек околу 80 на километри е секој различен таск. На нашите навигации на GPS инструментите ги внесуваме тие точки кои треба да ги поминиме во воздух и победува оној кој што прв ќе ги помини тие точки. Третата дисциплина се акробациите. Тие најчесто се изработуваат над вода и се уште во Македонија се нема одржано таков надпревар во акробации, но се надеваме дека и во иднина ќе има поголем интерес од страна на македонските пилоти за таа дисциплина и ќе се вложува се повеќе во таа насока. Организирањето на параглайдерски надпревари во Македонија станува доста популарно во последниве неколку години. Тука се одржуваат дури државни првенства од, не знам, Украина, Британија, Норвешка и други држави кои што доаѓаат тука да се надпреваруваат, особено во Крушево. Какви се перспективите за развој на овој спорт во Македонија и зошто странските параглайдеристи одбираат нашата земја за организирање на такви надпревари?
Точно така, нашиот регион, особено Пелагонискиот регион, Прилеп, Крушево, Битола, нуди огромни и добри услови за параглайдинг. Едноставно самата природа направила таков релјеф да ова долина е заобиколена од планини и да немаме доста јаки ветрови. Точно е тоа дека се повеќе и повеќе туристи го посетуваат нашиот регион за параглайдерство. Се надеваме дека тоа ќе продолжи во иднина. Можам да изразам огромна благодарност до градоначалникот Томе Христовски од Крушево, кој ни помага околу полетувалиштата во Крушево и околу напредувањето на овој спорт на некаков начин и огромното гостопримство од Крушевската општина за параглайдеристите. Дали си дел од организацијата на некој од тие надпревари? Се уште не. Боријан, уште еднаш честитки за твојот огромен успех и за освоеното прво место. Да се надеваме дека после овој разговор и државата и бизнис секторот можеби ќе имаат поголем слух да вложат повеќе финансиски средства. Параглайдеристите како тебе да можат да одат на подалечни дестинации и да нормално да го освојат на прво место. Ви благодарам и за поканата.